Ова се случува во еден двор полн со овошје. Леле, куку, убав ден, тра-ла-ла-ла-ла, сончев, прекрасен. Уф, ама малку сум гладен. Што ли вкусно да пробам денеска? Пробај мене. Јас сум највкусното овошје од сите. Ха. Тоа баш и не е точно. Ако нешто треба да пробаш, тоа сум јас. Почекајте полека. Јас треба да одлучам што ќе јадам. Пробај мене. Јас сум вкусно овошје. Не, мене. Може ли јас да дадам еден предлог? Да ве пробам и двајцата, а потоа да кажам на вистина кој е повкусен. Уф, колку се најадов. Малку ме боли и мешето. Ама не можам да кажам кој е повкусен. Јаболче, ти многу ми се допаѓаш што си така киселко и убаво. А пак кровчето толку беше сочно и благичко. Превкусни сте и двајцата. Леле, дечиња, колку ми се допадна приказната. Дали на вас ви се допадна приказната, дечиња? Да. Беше интересна. Зашто беше, Мики? За јаболчето и за крувчето. И црвчето кое сакало да ги ручка. Да, а токму денеска ќе зборуваме за овошје. Затоа беше таа приказна. Многу беше интересно. Ајде, дечиња, со ваша помош да видиме кои овошје ги имаме ние денес на таблата. Се сложувате? Ајде, Мики, да видиме. Имаме едно жолто овошје во овој агол. Се нарекува лимон. Така е. А децата многу сакаат да ручкат цреши. Ете ни ги и црешите. А па уште повеќе знам дека сакаат јагоди. Браво, јаготка. Сега, Мики, помогни ми што е ова жолтото. Тоа се банани. Банани. Уф, ни падна крушката. Еве го нашето познато крувче што го видовте во приказната. Веднаш до крушката го имаме и јаболко. Браво! А кога учевме за буквата Г, кое овошје го спомнавме? Грозје. Браво! Грозје. Овде имаме лубеница. Браво! Лубеница. Праска. И Мики ќе ни каже што е ова. Тоа е портокалче. Така е. Портокал. А дали, Мики, знаеш некое овошје што го немаме овде? Знам. Има киви, боровинки, ананас, кајсија.
Не ми текнува сега нешто друго. А дали знаеш, например, кое е моето омилено овошје? Не, тетка Кате, не си ми кажала никогаш. Почнува на буквата М и е такво малецко сладко. Малина? Малина, тоа е моето омилено овошје. Баш се вкусни и убави и ароматични. Да, така е. Тетка Кате, Мола, Мики. а знаеш што сакаат дечињата најмногу во нашите видеа? Што? Сакаат да ги слушаат песничките што им ги пееш. Но јас не знам дали имаш песничка за овошје? Имам, да, таа ми е нова песничка, смислена само за дечињата. Ајде да ја слушнеме. Ајде! Многу сакам, јас да јадам вкусно овошје, праски сливи, круши фини, јаболка, малини и кајси. Дојди ваму да ти дадам сладко овошје да пробаш и ти, за да каснеш и да пораснеш, здрав и силен да бидеш ти. Здрав и силен да бидеш ти. Леле, колку забавна песничка. Благодарам, Мики. Многу беше интересна. Дечиња мои убави и мили, дали може да ми помогнете заедно да ги кажеме и да изброиме колку букви научивме заедно со тетка Кате? Ајде, ониме. А, Б, В, Г, Д, Г. Тоа се 6 букви. Седмата буква во нашата азбука е буквата Е. Големата буква е, малата буква е. Овде имаме еже, елен, елка, е. А сега наред, Мики, е буквата Е, песната Е. А сега, како што е ред, песничка за буквата Е. Ене, онде, гледам еже, под елката како си лежи, а унаму во густата шума, еленот трча, се смее и пее. Дојдете, деца, да играме сите, за полесно да ни минат дните. Другарчиња, се надевам дека уживавте денеска со буквата Е и со нашите овошја и убавата представа. Не заборавајте, кликнете лайк на видеото, subscribe и се гледаме повторно. Чао, чао!